Ве поздравувам, ви посакувам добар ден и добре дојдовте. Вие го следите новото издание на Fairplay. Се надевам дека ќе уживаме заедно и ова неделно попладне на Телма. Очекувам денешниот разговор најмногу да им се допадне на оние кои што се поборници за правда или можеби оние кои што се во улога да ја спроведат правдата. Во спортот би рекла дека тоа е прилично лесно, затоа што тука се, да речеме, картоните или исклучувањата од игра. Но како и да е, мислам дека за секој еден спортист или играч многу попаметно е, наместо да се кара со судијата и да не годува за судиските одлуки, честно да се бори и да стигне до својата победа и секогаш да верува, затоа што крај е само тогаш кога ќе го слушне свирежот на судијата. Судискиот свиреж ја означува нејзината супермоќ, а тоа се праведните одлуки на фудбалскиот терен. Ги руши стереотипите за машко-женски професии, а испиша историја, освојувајќи место меѓу 20 елитни FIFA судијки. Таа е првата македонка која ја делеше правдата на Европското првенство за жени и во престижната женска лига на шампиони. Дека и жените знаат што е офсайд, денеска во Fairplay со Јана ќе ни потврди Ивана Пројковска. Таа е апсолутно наша голема гордост на меѓународната спортска, односно фудбалска сцена и токму затоа ми е многу голема чест што овој пат успеавме да искомуницираме во овој краток период додека е дома овде во Македонија и посакувам со голема радост добре дојде во Fairplay на мојата гостинка Ива Пројковска. Ива, повели? Навистина ми е драго што си конечно моја гостинка. Добре дојде. Добре, најдов. Повели, смести се, не сме на фудбалски терен, ама се надевам ќе се привикнеш, еве, ти овој пат на наш терен. Како си? Одлично вака, кај вас во студио. Благодарам многу на поканата. Да, ти благодарам што си овде. Сакав да прашам дали имаше време за малку одмор. Доста ли е трчање, судење, обврски овој период кога спортистите по некој пат можат малку да здивнат, а ти си во истиот кош практично со нив? Па искрено јас немав време за одмор, поради тоа што веќе на 29 патувам за Рим. Имаме зимски семинар на УЕФА и мора да бидам спремна за да ги положам сите тестови. Продолжуваш натаму. Инаку ти си во веќе највисокиот ранг на УЕФА фудбалски судијки, така? Дали од оваа гледна точка ти се верува дека успеа да го постигнеш тоа нешто кое што е воопшто не е едноставно, затоа што сам човек мора да се избори да стигне до таму? Па ако имаме цел во животот и ако тежнееме да оствариме таа цел, ништо не е недостижно, па така јас имав цел да бидам дел од елитните судии во Европа и во светот. Со напорна работа, со голема труд, стигнав. Стигна до таму, да. Реков, нам ни преостанува да се гордееме и да следиме твојата работа. Инаку, предпоставувам, знаеш, тоа е едно, ајде да речам, непишано правило, дека жените редовно поима немаат што е тоа офсайд. И ако гледаат заедно фудбал дома, например, со своите сопрузи или кои да е, татковци и браќа, се отвара таа дебата, ај кажи сега да видам дали знаеш, дали разбираш што е офсайд. Ајде молам сега, еве, посебно за жените кои што не следат, а можеби за дел од мажите, не дека тие сите знаат, да ни објасниш вака наједноставно да разбереме што е тоа офсайд. Може? Многу е тешко да се објасни, поготово за некого што не прати фудбал, само прати резултати. Значи, кога напаѓачот е во недозволена позиција, односно кога пред него ќе нема најмалку два одбранбени играчи, каде што се смета нели за одбранбени голманот, од тој случај се наоѓа во недозволена офсайд позиција. Меѓутоа имаме кога се активира и кога не се активира, значи не е секогаш офсайд, имаме дали влијае на играта, не влијае, така да не е толку едноставно. Значи не е едноставно и за тебе кога треба да донесеш одлука дали е офсайд или не е офсайд по некој пат? Не, така? поготово, добро, јас сум главен судија, меѓутоа на моите колешки асистенти не им е воопшто лесно и ние кога треба да помогнеме дали било во видно поглед на голманот или не, кај се наоѓал играчот од нападот, сето тоа е многу тешко, поготово со сите измени што ги прават FIFA и UEFA. Затоа кој
оние што не знаат, нема да им се налутиме, меѓутоа секогаш може да се праша и да им се објасни. Сега има тука една работа која што се нарекува VAR систем. Предпоставувам за љубителите на фудбалот е нешто кое што крајно ги нервира, затоа што по некој пат тие анализи траат и долго, играта е прекината. Кое е твоето мислење, дали тој VAR систем знае по некој пат да ја уништува или да допринесува фудбалот да губи својата драж? Тој збор ќе го потребам. Па ако офсайд не можеме да го објасниме, VAR уште помалку можеме да го објасниме, поготово на некој што не е вклучен во тоа. Има многу ситуации кога и зашто VAR се вклучува и VAR не се вклучува. Дека успорува, можеби за малку, меѓутоа дека на крај добиваме едно реално решение, односно правдата излегува на крај таа што треба да победи, тоа е така, затоа што може да видиме многу ситуации каде судијата не е во можност да донесе правилна одлука поради тоа што не можел да види имали играчи пред него или не бил во добра позиција и VAR е тука да реагира за да се донесе конечната одлука да биде точна. Значи ти си за VAR, јас дури според ова што го зборуваш, сега мене ми е малку контрадикторно заради тоа што VAR системот во овој случај често пати го има последниот збор. Тоа значи дека се релативизира вашата работа и улога? Не, VAR не го има последниот збор, него судијата го има последниот збор. VAR може да се уклучи само да му даде предлог на судијата да ја види ситуацијата. А судијата кога ќе отиде до екранот, кога ќе види судијата, пак решава дали ќе прифати, односно дали донесената одлука е исправна или ќе ја промени. Добро, значи се знае сепак докрај кој е главен на теренот. Судијата си е главен на теренот. Инаку за офсайд сакав да позборуваме затоа што со оваа тема се поврзани твоите почетоци во поглед на судењето. Ти пред да бидеш судија играше и активно фудбал и други спортови, до нив ќе дојдам подоцна. И како се случи накратко само која е поврзаноста меѓу офсайдот и твојата одлука да се обидеш од другата страна малку да ги погледнеш нештата на теренот? Па играв во нападот, обично лево крило и стално бев казнувана за офсайд позиција. И еден ден реков нема шанси. Јас секогаш да сум во офсайд позиција и судиите тогаш на надпреварот рекоа ајде приклучи ни се да видиш дека од другата страна дека така е. Е другачие, да. Дека не гледаме како играчите дека сакаме да победиме, него објективно. И така почнав со судењето и видов дека уствари судиите гледаат на друг начин. Имале право, да. Судиите се луѓето кои по дефолт се на мета на теренот, особено кога се во прашање симпатизерите, публиката, посебно предпоставувам тука на овој наш простор, бидејќи ние знаеме да бидеме така поагресивни, ајде да кажам и во навивање. Ти доаѓа ли некој пат преку глава ти да бидеш главниот виновник? Тој израз ќе го употребам за што и да се случи, без разлика дали си во право или не си во право. Па доаѓа, сепак на крајот денот ние сме исто луѓе, од крв и од месо. Меѓутоа мора некој да е виновникот. Навикнати сме, па веројатно поминуваме полесно. Меѓутоа не е лесно, можам да кажам, поготово кога има повеќе гледачи, сите се негативно наклонети према нас, меѓутоа нашата работа е да издржиме, да го истераме надпреварот како што треба, да заврши, да е равноправно, сите одлуки да ни се точни, а на крај победникот не е важен. Дали некој пат си поминала на вистина лошо во поглед на навреди? Имало ли некои надпревари кои ги помниш до ден денес дека баш агресивно скандирале кон тебе? А има ли можеби некоја обратна ситуација тоа на теренот или на некој надпревар да се случи, не знам, да добиеш аплауз, некаков позитивен гест, признание поинакво за твојата улога? Па знаете, за да дојдете до елитен судија, сигурно не ве депортира директно таму. Значи мора да се поминат сите така наречени селски лиги, 4-та, 3-та, 2-та. Таму се има се и се што. Не само навреди, додека судев 4-та лига имаше и напади, и фаќање за врат, и тепања. Значи имало, имало се. Меѓутоа кој ќе издржи, на крај ќе стигне и далеку.
За убави работи имало, поготово надвор од Македонија, значи таму секогаш навивачите, кога ќе искочиме ние судиите, обавезно добиваме аплауз. Во Македонија тоа ретко се случува, меѓутоа има и такви моменти. Некоја случка, прочитав за некоја случка со буке цвеќе. Да. Во Македонија таа случка, да, и да ја кажем и светлата, не сакам да испадне дека само ги критикуваме, Така. иако сме за критика, да, и си имаме проблеми со навивање, како и да е. Да, судев во Кавадарци, се вратив од Европското првенство што го судев финалето до 19 години и бев пријатно изненадена затоа што добив буке цвеќе од играчите. Твојата врска со конекција со спортот е така малку поширока. Значи има и други спортски активности освен фудбалот кои ти биле дел од животов. Ќе видиме таа една симпатична фотографија каде што си ти многу мала, дресот или тоа што го носиш спортската опрема ти е голема и држиш кошаркарска топка, баскет во рака. Да. Тоа ти беа стартни спортски афинитети или не? Па, од секогаш сакав со другарчињата во мало да играм некоја игра. Тоа беше најчесто баскет или фудбал игравме. Меѓутоа почнав прво да тренирам и кошарка. Почнав во кошаркарскиот клуб 11 октомври, па потоа продолжив во Водијански лисици, па во Вигор. Така да, долго е, не баш кратко па не, период. Да, подолг период тренирав, па потоа тренирав паралелно и карате. Кај сенсеј Назим Куртович. Завршив со црн појас, полагав пред Хитоши Хасуја. После тоа следеше фудбалот. Фудбалот и измеѓу, да не заборавиме, може би е тоа повеќе рекреативно, меѓутоа љубов кон мотоциклизам, така? Да, па 10 години патував низ светот заедно со мојот татко и со репрезентацијата на Македонија, значи учествувавме на FIM рели низ светот. Имам таа сребрена значка од 10 релија. Така, интересно. Интересно, а тука ми е интересно што е поврзано и со членот твоето семејство, спомена со татко ти. Останатите имаат ли конекција со спорт? Па да, не вака како јас, нито толку спортови. Мајка ми има учествувано на неколку релија во автомобилизам. Сестра ми со кошарка и фудбал. Така да имаат разбирање сепак за твоето секојдневие и сето тоа што ти е дел, сите патувања, сите ангажмани, сите повесели или потажни моменти од твојата кариера, така може да разберат. Да, дефинитивно они се главната поддршка. Иначе реално не е лесно да се стигне на сите страни, поготово знаете, тренинг секој ден, по 2 тренинга, да се испереме, да се спреми спортска храна, да се стигне од еден тренинг на друг тренинг. Од сега е лесно, бидејќи сето тоа можам сама, меѓутоа кога бев помала, некој требаше да ме вози, да ме зима од еден тренинг, да ме носи на друг, така да стварно голема поддршка имам од нив. Во овој момент во Македонија, во кој тип на надпреварување си судика? На меѓународно ниво знаеме дека веќе беше дел од Лигата на шампиони и од европски, така, европски првенства. Да, бев на европското сениорско првенство. И репрезентативни надпреварувања. Од Македонија да почнеме, тука дали често судиш? Па во Македонија сум на листа на прва лига, односно единствена листа, прва и втора лига. Се уште немам добиено надпреварка во главен судија во прва лига. Ја во чекам... Македонија? Да. Добро. Конкретна причина има за тоа или... Па за тоа ќе треба да се обратите до Фудбалската федерација. Добро, да, сепак е нивна одлуката. Да, нивна е одлуката. Добивам надпревари во втората лига, сите младински категории и женскиот фудбал. На меѓународен план ги споменав овие можеби најсветли точки. Има ли нешто што тебе лично ти е засега на врвот од она што си го постигнала? Може да се одлучи кој можеби најважниот надпревар што го судеше или тешко е да се споредат? Да. Најважно првенство до сега што сум била е Европското првенство за сениори, оваа година, мислам лани. Минатата година веќе, да.
Надпревар на највисок ранг што имам судено е четвртфиналето Лига на шампиони, каде што бев главен судија, а 2 недели потоа бев и четврт судија на полуфинален надпревар исто така од Лига на шампиони. Браво, честитам на вистина и ми интересира од овој момент, бидејќи во годините наназад имаше големи предизвици да дојдеш до овие точки за кои сега говориме. Од сега натаму, кои ти се главните предизвици? Рековме, веќе си во елитно друштво и сега што е тоа што ти можеш повеќе од досега? Па испишав историја за прв судија на едно европско првенство за сениори, прв судија на едно европско првенство за U19 години, финале. Сега да испишем уште една историја, прв судија на едно светско првенство. На светско првенство посакувам и најувам така да биде годинава, да потсетиме, односно минатата година во Катар, и тоа се случи. За прв пат во историјата видовме жена како дел од судиски тим. Како ти тоа го доживеа, пред си кога го гледаше, нели го сведочиш тој момент, ти дава ли лично надеж и некој убав импакт во врска со професијата која си одбрала да ја работиш? Па искрено со оглед на тоа дека со Стефани се знаеме и комуницираме, се дружиме по семинари кога идеме, искрено кој јас да сум го судела над преварот, зашто сите се ставаме нели во нејзина кожа, поддршката е огромна од сите нас, представува една револуција во фудбалот, односно во женското судење на машки надпревари. Се повеќе и повеќе УЕФА и ФИФА вклучуваат жени судејки на големи европски светски надпреварувања, па мислам дека ќе има шанса еден ден. Така барем мене ми делува, да. Па ако не друго барем во Македонија. Што е тоа, односно дали постои, да речеме, некаква субјективност, затоа што велиш треба нели да ти биде делегирано? Тоа не важи само во Македонија, важи на меѓународно ниво. Чувствуваш ли било каков тип на дискриминација во тој поглед, пред се поради моментот дека потекнуваш од Македонија, дека нашата фудбалска лига е многу далеку од најсилните во светот? Дали е тоа пречка за ти да добиеш шанса да судиш на уште повисок ранг надпревари од досегашните? Од една страна можам да кажам дека може да биде пречка, ама меѓутоа од друга страна докажав дека и некој од Македонија може да стигне нели на големи надпреварувања. Пречката е бидејќи ни е слаб фудбалот дома, да, поготово женскиот фудбал е на многу ниско ниво. Не можеме да се пофалиме многу ни со машкиот фудбал, ни со репрезентациите. Нели машката репрезентација направи голем скок со европското првенство и сето тоа, меѓутоа ние треба да имаме континуитет. За судиите исто, за да судиме надвор по квалитетни надпревари, требаме и дома да судиме квалитетни надпревари. Се почесто и почесто има надпреварувања каде што е уклучен ВАР системот, меѓутоа ние во Македонија се уште немаме ВАР, така да сите работи се поврзани. Потешко ти да им судиш на мажи или на жени? Или не ти прави разлика? Па искрено полесно ми е на мажи него на жени. Полесно на мажи. Заради типот, односно нивниот левел на игра? Да. Помалку проблеми има во смисла? Не, него полесно може да прочитаме играта. А во принцип најлесно е на судијата кога ја чита играта, тогаш се иде поедноставно. Ти си судела и такако интересни дерби надпревари. Имаш ли фаворит? Како е тоа, например, сега кога судијата навила, ќе кажам за Барселона, а треба да суди на надпревар каде што Барселона игра? Па среќа не навивам за ниеден тим. Знаев дека ова ќе рече. Па многу ми е полесно. Возможно е тоа сериозно? Па да. Да бидеш баш неутрален во принцип, и кога гледам фудбал, обично го пратам движењето на судијата, комуникацијата со своите асистенти, со четвртиот судија. Ретко кога ја пратам играта на играчите и стварно немам ни еден клуб за кој навивам па да имам таков проблем. Desna leva.
Ива има и талент за музика. Не е талент. Талентот ќе провериме дали или не. Многу сум среќна што прифати твојот инструмент да го земеш и да слушнеме малку како музицираш, но од каде целата таа сега приказна? Имаме фотки кои ти ни ги донесе од учество во играорна, така, тоа е секција или во културно-уметничко друштво? Па иде во културно-уметничко друштво Гоце Делчев неколку години, кога бев основно училиште. Беше дел од оркестар или од играорците? Играорци бев во Гоце Делчев. Да, иначе свирев мандолина во основно училиште и во средно училиште. Да, мандолина имаме во студио денеска. Реков дека сум радосна поради ова. Се договоривме дека нешто малку кратко ќе ни отсвириш, бидејќи би сакала ета да слушнеме сите. Нешто се обида да се присетиш од она што во младост си свирела или до ден денес земаш по некој пат мандолина за мерак? Не, денеска прв пат после 20 години ќе ви отсвирам нешто, меѓутоа стварно не се сеќавам ништо. 20 години стварно е. Значи не, тоа ме интересираше, не е редовно дел од твоето секојдневие мандолина па да земеш. Тоа беше додека учев во основно училиште и додека учев во средно. Океј, може ли сега да отвориме мандолината, да ја видиме, па и да слушнеме малку како звучи? Ова е лично твоја, очигледно, така? Ова е лично моја, да. Се надевам дека... Си ја добила од некого или ти си прв? Моите родители, меѓутоа пред да почнам, имам едно мало изненадување за вас. Дека спомнавме Европското првенство. Ви донесов еден дрес од Европското првенство. Ти благодарам многу. Со знакот од Европското. Да, еве го. Така да 2022 година. Искрено многу голема чест за мене. Ти благодарам и посакувам вакви да имаме, нели, од светско. Дај Боже. Дај Боже да биде така. Благодарам многу на вниманието. Искрено со гордост, можеби некој пат кога ќе навивам за Македонија, па не морам секој пат да бидам во дрес, некој пат може и нешто вакво да облечам. Може. Зошто да не ова Само не? пазите ако идете на трибина. Да, на трибина може да. А судиите го користат истиот дрес. Да не ме нападнат мене. Добро. Јас значи ќе ги бранам боите на судијата, така немојте да псуете и немојте да бидете нефер. Океј, ти благодарам многу на вистина позитивно изненадување. Сега ќе свириш нешто за мандолината од родителите? Своите родители, да. Кога свирев за основното училиште 11 октомври, бидејќи знаете, во секој училиште нема многу мандолини и моите отидоа на некое патување и кога се вратија ме изненадија со мандолина. Браво, многу симпатично од дивна страна и е многу убава, морам да признам, и убава е бојата и убаво изгледа. Па, интересна, не е наштимана многу, затоа што искрено не знаев да наштимам. Еден комшија помогна, меѓутоа не знам колку е добро наштимана. Се надевам дека професорот Зонко од основното училиште 11 октомври нема да ми се налути. Јас претпоставувам дека ќе биде среќен што ова ќе го види и чуе, а и нашите гледачи не сме тука да оценуваме дали нешто си погрешила или дали е идеално наштимана мандолината, туку само малку да уживаме и драго ми е што овој твој талент можеме да го просведочиме во Fairplay, па ајде сега нешто барем кратко да ни отсвириш. Ајде да пробаме. Да се увидиш. За тоа, каква личност си ти, каква колешка, како ти оди и во работата и надвор во она што го правиш можеби приватно, ќе дознаеме затоа што на моја чест и задоволство една твоја пријателка и колешка прифати да биде дел од емисијата и малку да ни се приклучи во овој разговор. Епа време е и да ја посакам добри дојде, незиното име е Ангела Рајчевска и е наша денешна гостинка во Fairplay. Ангела, здраво! Ајде да ни се приклучиш. Добре дојде. Да. Женско друштво денеска некако имам две прекрасни дами гостинки. Како си?
Добро сум, благодарам на поканата. На вистина ни е чест да присуствуваме на вашата емисија, особено затоа што станува збор за жени во спорт. Жени во спортот, да, ти се допадна настапот ова малку што го слушна? Не знаев дека постои овој талент, но сега кога знам, мислам дека ќе биде злоупотребен. Да ја натераш и кога одите, не знам, на собиранки, на дружби да си ја носи мандолината, тоа нели така е. Ајде раскажете ми малку заеднички, еве на Ангела ќе дадеме предност. Колку време се познавате? Од кога сте пријателки? Какво беше запознавањето ваше? Па всушност баш неодамна откривме дека нашето познавање, барем моето кон неа, е многу одамна, затоа што случајно најдов една слика додека јас бев играч, датира од 2010 година, така што веќе 13 години знам дека суди е судика, меѓутоа малку подетално мислам дека кон 2016-та, 2017-та, кога јас почнав да влегувам во судиските води малку поактивно, па таа ме забележа како судика и од тогаш не ме испушта од рака, но добро Имаш ни оди. добар ментор, значи тоа и ова дали е тешка улога, кога ќе дојдат да речеме помлади сили и луѓе кои ја сакаат оваа работа, супер е да можеш да одиш да учиш кај недобриот, што го имаме. Ама дали е тешко да се, не знам, да се пренесе знаењето, строга ли си кон неа и кон останатите? Да оставиме да каже Ангела. Ајде, Ангела, кажи строга, ама искрено да кажеш. Мислам дека мојата експресија веќе го долови тоа што сакам да го кажам. Да, строга, меѓутоа во најпозитивната насока што може да пости. Значи може да се научи од неа, така? Да. Строга сум бидејќи сакам да ги научам. Секој млад кој допрва учи, мисли дека се знае, меѓутоа не е така и ние сме мислеле дека се знаеме. И кога некој постар ќе ни кажал нешто дека не го правиме како што треба, нели сме не го дувале и ќе сме рекале, остави, се знае. Така да не е лесно, поготово денешната младина расте на друг начин. Секој ден се со телефоните, приоритети имаат други. Ова не е лесно. Судењето, не може да успееш во судењето ако не го сакаш искрено, ако не тренираш. Знам дека сите млади сакаат да идат по кафани, по дискотеки, скачања, меѓутоа судењето не дозволува. Нема да биде коректно, ние до 3 до 4 да идеме во град по кафани, по дискотеки, а са бајле во 8 да му судиме на некого. Еве, освен на спортот, односно судењето, кажете ми што друго ви е дел од секојдневието. Практично ова во вашиот живот е се уште со статус на хоби? Да, за жал, значи тоа не е основна екзистенција и основна преокупација. Не, немаме ние се уште професионални суди во Македонија. Се надеваме дека еден ден ќе има, меѓутоа се додека нема, се разбира, имаме друга преокупација во животот. А тоа е? Не, сега ме интересира што работите, нели како ви минува секој еден ден. Човек треба да стане, да ги заврши сите своји редовни работни обврски, а потоа и да тренира, така, и да биде во тек со тоа што се случува на фудбалска сцена. Мислам, не е едноставно. Па јас работам за една IT фирма. Произведуваме софтвер за фудбалски федерации, така да малку ми е поврзана работата со фудбалот, да. Меѓутоа сепак, обврските си се обврски, морам да сработам, морам да тренирам од еднаш до 2 пати на денот. Не е лесно, меѓутоа ако се сака се наоѓа време за се. Што, да. Ангела? Јас на страна од фудбалот сум новинарка, работам во медиумската информативна агенција МИА. Можам да кажам дека сум избрала 2 динамични терени кои што навистина исцрпуваат, но успевам некако на крајот од денот да соберам сила и за хобито, ова како што го нарековме. Да, сега за сега хоби. Еве, имаш пример близок до себе дека може да се оди многу високо во оваа професија. Сега во овој момент кои се целите на Ангела? Дали, да речем, имаш конкретен план, што е тоа што ти треба да го направиш во годините, месеците кои ти предстојат, за да би можело да се приближиш еве до вакви успеси кои што веќе ги сведочиш? Освен да ме слуша? Да. Да, добро кажано. Да работам и да работам. Да. Па мојот тоа конкретен... е јасно, меѓутоа дали имаш конкретна стратегија, што е тоа се што треба да подобриш кај себе и да надоградиш за да бидеш
конкурентна во повисоки рангови? Мојот конкретен план е да работам во моментов на вистина и тоа го правам. Работам на себе, сум и на менторската листа на Федерацијата, каде што имам и ментор кој што доаѓа со мене надпревари покрајва и ме подучува, така што на мене останува само тоа и мислам дека го задоволувам истото. Секојдневно се едуцирам, тренирам, така што останатото е на оние луѓе кои што нели можат да сторат нешто за ние сите да напредуваме. Сега во моментов ти во Македонија на каков тип надпревари судиш? Во моментов ја имам највисоката национална републичка категорија, меѓутоа се уште не сум во највисокиот ранг на надпреварување. Нели во првата женска лига сум редовен судија, како и во младинските лиги. И младински категории. Ива, имаш отприлика некоја бројка на колку надпревари досега си судела? Водиш некоја таква, не знам, статистика? Почнав лани да водам статистика и се враќам назад, меѓутоа уште не сум завршила, бидејќи имаме еден програм во УЕФА, каде ги следат сите надпревари, а имаме и во Фудбалската федерација исто програм каде што се следат сите надпревари. На меѓународна сцена мислам дека имам околу 200 надпревари. Добро, вау, баш е вау. Во домашното првенство тој број ќе биде многу поголем. Ако можете да влезете во копачките на некој фудбалер или фудбалерка, бидејќи одблиску ги гледате. Многу е различно кога ние ги гледаме во етер, а кога вие ги гледате и како се однесуваат, па до некаде какви луѓе се. Значи да можете во чии копачки ви влегле, тоа е едниот дел, и другиот дел да можете да бирате кој надпревар би сакале вие да го судите, односно да делите правда, не знам кој е дерби или кој, како и да е репрезентативно соочување. Ангела сега дека е помлада и понеискусна, ќе мора сега да го скрши мразот и да размисли. Па не знам, нема да изберам конкретен играч, меѓутоа ќе изберам конкретна улога, тоа би било некој капитен, чисто да можам да ги подучам останатите играчи како треба да се однесуваат. Што се однесува до надпревар, се уште немам изберено како малечка, кога почнав да судам и како фан на Манчестер Юнајтед, си велев било кој надпревар само да игра Манчестер Юнајтед, меѓутоа сега не можам да издвојам некој конкретно. Добро. Ете, ќе биде можеби тешко ако еден ден треба да суди на Манчестер Юнајтед. А не, тоа се трага на страна. Не, тоа скроз се трага на страна. За жал, сега за Англија ни требаат визи, така да многу тешко добиваме да превари во Англија. Меѓутоа, ако Манчестер игра на гости, така да може да и се отвори. Има шанси. Има шанси. Добро, сега и ти да ми го одговориш истото, односно истите. Па искрено помина светското првенство во Катар. Ако може да се врати, би сакала да бидам во копачките на Модрич. И да видам како се одвиваше таа цела ситуација со хрватската репрезентација и моментите на победа против Бразил, релацијата меѓу играчите, едно семејство. Така да, ете, тоа би го избрала. Судењето на светско ти се допадна генерално? Секогаш има замерки. Тоа не може да помине некој европско, светско или без разлика кој било надпревар без замерка према судиите. Меѓутоа, мислам дека се беше коректно. Финалниот надпревар исто многу коректно судење, така да од мене имат чиста 10. Висока оценка. Добро. За крај, сосема за крај, нема веќе фудбал. Еве да ве прашам, кога не зборувате, читате, гледате, кога не сте на фудбалски терен, што најмногу сакате да правите? Еве да би имале еден ден да треба заедно да го поминете, како ќе одберете тоа го направите? Пријателки сте, се познавате. Што? Патување, кафана, ресторан, што? Немој само да ми кажеш на кеј ќе одиме да трчаме. Не прибаќам. Прво тоа, па после. Ја многу сакам да патувам, така да секоја прилика кога сум слободна патувам. Исто така поврзано е со спорт. Меѓутоа, често знам да прошетам некаде со велосипед,
на водно да се качиме. Во летните денови возам суп daска, пливање исто, така да може некое патување, но меѓутоа со вклучен спорт. Да, да. Спортски Пак адреналинот активности. мора некако да се... Па не е интересно, затоа што 1-2 дена ќе одмориме и после тоа ни е досадно, ако не работиме нешто. Да, добро. Ако Ангела се Поприфаќам сложила со мене. Ангела и ти се. ќе се обидеш исто. Да. И со велосипедот по планина и така ќе ти каже Иво како. Па најчесто така гледам и во активностите што ги правиме други, да вклучува некоја физичка активност, затоа што ни се здосадува после еден rest day, буквално. Така што и јас најчесто сум или на планина, или покрај некоја вода, јога, поезија, такви некои работи и слободни активности кои што ми ги полнат батериите, со најблиските најчесто. Да. Така. Да не се сватиме погрешно, идеме и по кафани. Да. Идете по кафани е добро. Тоа е. Преска чекав да го слушнам и ова, меѓу другото, бидејќи гледам дека е на забранета листа, но да, дозволено е нели кога се прави со мерка и за уживање, зошто да не. Да. Добро. Се разбира. Ви благодарам многу. Бевте на вистина супер соговорнички и гостинки. Ќе ви посакам многу успеси и ви честитам на тоа што на ваков начин си работите работата и не дозволувате жените во спортот или жените судијки да бидат категорија која што не постои на мапата. Напротив, постои тоа многу успешно, така што нека ви се исполнуваат желбите и да се видиме со некои нови ваши успеси, па и приказни нови од фудбалските терени. Благодариме многу на поканата и се најубаво и на вас. Да, до следно видување. Така. Благодариме. Ви благодарам многу, две прекрасни дами, мое денешно друштво во Fairplay. Се надевам дека уживавте во овој разговор и дека ќе делува и кај вас како една убава мотивација, а и дека нема да заборавите. Судиите не се секогаш таму за да ги нападнеме, некогаш тоест редовно е чесно и да ги поддржиме, затоа што и тие се дел од целата представа која што ние ја гледаме на спортскиот терен. Благодарам многу што не следевте. Нашата следна дружба е во недела 16:15 на Телма.